Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Гледајте не. Со подпишувањето на договори за вработување, трајно е решен статусот на 112 поранешни професионални војници. Домашни и странски инвеститори заинтересирани за индустриската зона Мамутчево. Традицијата продолжува со белогравче и суви пиперки, денес мегдане свратилиште на сите велешани. Локалната и централната власт имаат преговори со странски и домашни инвеститори заинтересирани за нови инвестиции. Очекувањата се дека индустриската зона Мамутчево ќе биде една од првите зони во која гасот ќе се користи како енергенс. Интерес за вложување во индустриските зони има. Локалната и централната власт имаат преговори со странски и домашни инвеститори, но имињата засега не се откриваат. Зоната во Мамутчево е дополнителен стимул за развој на економијата во Велешко. Со една таква фирма која што е сериозно заинтересирана за оваа индустријска зона, веќе неколку месеци уназад и јас сум имал средба, ми изгледа на сериозно заинтересирани за тој проект и за инвестирање. Они практично чекаат да се завршат сите процедури околу оваа работа, но заради политиката генерална на државата, на владата, ќе дозволите да не соопштуваме никакви имиња, за да не се доведеме во ситуација граѓаните да мислат дека несериозно работиме. Ние паралелно разговараме и ние како официјални лица од овој град, но и државните органи паралелно разговараат со многу инвеститори. Поволните услови за водење на бизнис, добрата инфраструктура, се клучните работи за странскиот инвеститор да одлучи својата инвестиција да ја реализира во Македонија. Потоа доаѓа процесот на одлука во која општина истата да се насочи. Она што е наша работа како велешани, како пратеници од Велес, како градоначалник, да создадеме услови Велес да биде конкурентен на другите градови. Значи, тоа е наша обврска. И паралелно преку примерите на досега отворените фабрики, да им покажеме на оние кои што ќе се заинтересираат дека ние како локална средина, како град, како пратеници, како институции во овој град, како општина Велес, сме пријателски настроени спрема странските инвестиции и се обидуваме да им излеземе во пресред, да им создадеме добри услови за работа. За нив тоа значи полесно менаџирање со процесите, за нас значи повеќе работни места. Очекувањата се дека индустриската зона Мамутчево ќе биде една од првите зони во која гасот ќе се користи како енергенс. На само 20 на километри од зоната минува трасата на гасоводниот систем кој во моментов се гради од Куманово кон Штип. Невработените лица преку новата мерка на владата ќе можат да се обучуваат кај занаетчии на стари занаети. По 30.000 динари од обучено лице се обезбедени за обучувачите, односно за занаетчиите, информираше Спасов. Обука на невработени лица кај занаетчии на стари занаети. Ова е нова мерка на владата на Република Македонија, која денеска ја најави дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика Диме Спасов. По 30.000 денари од обучено лице се обезбедени за обучувачите, односно за занаетчиите, информираше Спасов. Обуките ќе траат до 6 месеци. Невработените лица пак кои ќе поседуваат обука ќе добијат по 6.200 денари месечно за храна, превоз и осигурување за повреда при работа. Најуспешните или пак оние занаетчии кои што ќе сакаат да се самовработат, оние лица кои што ќе ги завршат успешно обуките ќе добијат прво сертификат за завршена обука, меѓутоа исто така оние кои што ќе имаат и идеја да се самовработат или пак желба да се самовработат ќе бидат вклучени во програмата за самовработување, односно ќе им биде доделен грант во висина од 200.000 денари. Потребата од старите занаети на пазарот, како што се лимари и органџи, бочвари, е причината за објавување на овој повик, истекна директорот на Агенцијата за вработување на Македонија Владко Поповски. На овие обуки може да се пријават сите невработени лица кои се евидентираат во АВРМ. Доволно е да поднесат само апликација и ние по раздадување на апликациите ќе случиме договори со коморите, со изведувачите на обука и потоа ќе започнат самите обуки. Поповски подлече дека во оваа мерка може да се приклучат и корисниците на социјална парична помош, со тоа што помошта додека трае обуката нема да се укине и ќе остане во важност се додека лицата кои се обучуваат не одлучат да отворат сопствена компанија или да се вработат.
Со потпишувањето на договори за вработување трајно е решен статусот на 112 поранешни професионални војници. Овој чекор ќе придонесе во подобрување на економско-социјалната состојба на војниците и нивните семејства. 112 професионални војници во армијата на Република Македонија потпишаа договори за вработување, со што трајно е решен нивниот статус. Овој чекор ќе придонесе во подобрување на економско-социјалната состојба на војниците и нивните семејства. Прашање кое се однесува на вашата иднина, вашето семејство и вашата фамилиарна екзистенција, истовремено представувајќи и системски дефиниран модел за пополнување на државните институции со квалитетни, искусни и одлично обучени кадри, како што впрочем сте вие и вашите колеги од секоја единица и секој гарнизон на АРМА. Ова е процес кој заеднички го започнавме и заеднички го доведовме до неговата завршница. Министерот Јолевски изрази надеж дека извонредно квалитетните вештини, стекнати за време на служењето во армијата на Република Македонија како професионални војници, ќе бидат најдобро искористени од институциите, каде овие лица ќе бидат вработени. Обуката што ја добивате во армијата е извонредно значајна, така да со еден ваков законски акт на владата на Република Македонија ќе се овозможи вашите знаења и вештини да бидат искористени и од другите државни институции. Аз се надевам во иднина и приватниот сектор ќе биде многу по-заинтересиран. Овие лица ќе бидат вработени во поголем број државни институции, како Министерството за здравство, Министерството за одбрана и судската полиција. Вработувањата ќе им бидат во непосредна близина каде што имаат постојано живеалиште, а работните места ќе им се одредат врз основа на степенот на нивното образование. Традицијата на Мегдан продолжува и годинава. Соседи, пријатели и сограѓани, сите собрани на едно место, со добра мисла и бел грав ги започнаа великденските пости. Локалната самоуправа и годинава ја помогна оваа традиција. Мегдан и овој чест понеделник е најпосетуваното мало во Велес. Мегданчани горди на традицијата и годинава го подготвија традиционалниот бел грав и со добра мисла ги започнуваат великденските пости. 10 килограми бел грав без запрашка со додавање на суви црвени лути пиперки, кромит, лук, магданост, бибер. Ова се намирниците со кои се подготвува познатиот мегдански грав. Јас сум стар мегданчанин, роден на Мегдан. Тука. Оваа традиција ја памтам од кога памтам, кога можам да памтам, ја памтам, значи не да не претерам на 50 година. А традицијата ја одржувале нашите постари чивчи, тие се викале што работеле тука како земјоделци. Од тоа живееле, они носеле гра, ќе донесат кроми, ќе донесат чушки и си го правеле, кој ќе донесе ракија, кој ракија, кој вино и го правеле денот. Крашето го правам негде од 2000-те година, што значи пред 20 години го правам редовно граот. Соседи, пријатели, сограѓани, сите собрани на едно место, велат дека тоа е најважно, традицијата на Мегдан да се негува и понатаму. Од тога 90-та година до сега навака традицијата не останува. Се јавува домаќи, ја 3 пати бев домаќи со мои пријатели Чано, Горан Пешката, се јавува домаќи сите цел Мегдан. Тату и од Бузана доаѓа. Оваа година исто се собраме сите мегданчани и местната заедница и Годарени и општината нешто учествува, така да го направиме помасно ќе биде. И годинава локалната самоуправа ја поддржи и подпомогна оваа традиција на мегданчани. Градоначалникот Шадиев ги посети посакувајќи традицијата и понатаму да продолжи. Благослов и желба за опстојување на вековната традиција мегданчани денеска добија и од Повардарската епархија. Седумдесет и 4 години од штрајкот на велешките гимназијалци против наставата на бугарски јазик и задолжително носење црни униформи. Со марш и поетско литературно читање, учениците од велешката гимназија го одбележаа праснувањето на овој ден. Средношколците кои пред 74 години беа дел од велешката гимназија го дигнале својот глас против настава на бугарски јазик и задолжително носење на црни униформи. Револтирани од тоа организирале 3-дневен марш и се спротивставиле против бугарскиот окупаторски режим. Никола Стојанов е еден од учесниците во штрајкот. Вели денешното празнување е можност да се навратиме со своите сеќавања кон значајните историски случувања од 14 март 1942 година. Требаше да бидат исклучени 5 ученика. Тоа беше поводот за штрајкот.
И сега ние тогаш тоа организиравме да дадиме, да протестираме овој и да бидат учениците што требаше да бидат исклучени, да бидат ослободени, да бидат вратени, разбираш. Они тоа не прифаќаа, пошто не прифаќаа, ние одлучивме да штрајкуваме. После 3 дена штрајкување, учениците биле повторно вратени во гимназијата. Овој успех уште повеќе ги збил редовите на младинците и ги мотивирал за уште порешителни акции против окупаторот. Штрајкот заврши позитивно затоа што они видоа оти тука не може, затоа што граѓанството се собра многу која оваа демонстрација која направивме пред општината се собра многу. И граѓанството цело настојуваше исто така, разбираш, не да бидат ученици вратени, и онда наставничкиот совет дефинитивно реши да ученици се вратат, да не бидат исклучени. Со марш и поетско литературно читање, учениците од Велешката гимназија го одбележаа празнувањето на овој ден. Нашата гимназија е една од најстарите гимназии не само во Македонија, туку и на Балканот. И во минатото таа била изложена на многу случувања кои што биле нели од окупаторските земји, посебно од Бугарија. Но сепак македонците укажале дека ние имаме всушност своје јас и кажале на тоа дека ние можеме да направиме, и затоа тие го направиле тој штрајк на велешките гимназијалци, како што е добро познато. Во дворот на основното училиште Багој Кирков, каде порано се наоѓала гимназијата, представници од повеќе делегации положија цвеќе и им дадоа почит на велешките гимназијалци. Утро во тројца мигранти се удавија кај Гевгелија, на истото место по Платнево околу 500 илегални мигранти влегле во земјава. Утре истекува рокот за поднесување на годишна даночна пријава. Ова се вестите од Македонија. За само еден месец од воведувањето на електронските услуги на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, околу 3498 осигуреници, овластени лица и здравствени работници ги искористиле истите. Осигурениците најчесто ја користат електронската услуга за заверка на ортопедски помагала, стои во соопштението на Фондот. Со воведувањето на електронските услуги значително се олеснува комуникацијата помеѓу осигурениците и Фондот и се овозможува на брз, лесен и ефикасен начин тие да ги остварат своите права, без при тоа да мораат да доаѓаат на шалтерите. Денес и утре се последните денови за поднесување на годишни даночни пријави за остварен дополнителен приход. Годишна даночна пријава задолжително треба да поднесат граѓаните кои во текот на 2015 година, освен приходи од плата или пензија или приход од земјоделска самостојна дејност, оствариле и приходи од кири од издавање имот, закуп или подзакуп, авторски права, индустријска сопственост, исплатена дивиденда, капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, добивка од наградна игра во износ поголем од 5000 денари и други приходи. Годишната даночна пријава може да се достави на шалтерите во даночните канцеларии по електронски пат. Од Управата за јавни приходи очекуваат да бидат поднесени околу 400.000 пријави. Казните за непочитување на рокот изнесуваат од 100 до 200 евра. Околу 500 мигранти по Платнево илегално влекле на територијата на Република Македонија, кај местноста наречена Кјупот, во близина на гевгелиското село Моин, каде утрово се удавија тројца афганистанци во надојдената вода на Сува река. Мигрантите кои влегле на местото каде завршува жичаната ограда, веднаш биле пресретнати од нашите безбедносни сили, разделени во групи и им било оневозможено понатамошно движење низ Македонија. Групите мигранти се уште на македонска територија под надзор на припадниците на армијата на Република Македонија и полицијата. Според правилата, мигрантите кои нелегално влегле на територија на Република Македонија ќе бидат вратени назад од местото од каде што влегле во Македонија. Најмалку 30 лица загинаа, 70 од повредените се уште се наоѓаат во болница од експлозијата која се случи во центарот на Анкара. Чамет со мигранти се преврте во Егејско море. Ова е светот денеска.
Синоќа во центарот на Анкара се случи бомбашки напад во кој загинаа најмалку 37 лица, а 70 од повредените се уште во болница, од кои 15 се наоѓаат во критична состојба. Се претпоставува дека нападот го извршиле маж и жена. Идентитетот на осомничената жена самоубиец бил утврден уште синоќа. Автомобилот BMW со кој беше извршен нападот бил украден на 10 јануари во Јужна Турција од страна на повозрасна жена. Нападот во Анкара го осуди и генералниот секретар на Советот на Европа Торбјорн Јангланд, портпаролот на Стейт Департментот Џон Кирби, британскиот премиер Дејвид Камерон, шефот на француската дипломатија Жан Марк Еро, каде упатија и сочувство до Турција. Чамет со мигранти се преврате денеска во Егејското море во близина на островот Кос. Бројот на бегалците засега е непознат, но петмината кои успеале да допливаат до брегот велат дека во чамецот имало уште 8 пакистанци. Операцијата за нивно пронаоѓање е во тек, но истата е отежната поради лошите временски услови. Инаку околу 4000 мигранти во моментов се сместени во Пиреа. Обидот на грчките власти да ги убедат мигрантите да се сместат во прифатните центри е без успех, бидејќи мигрантите стравуваат дека ќе им бидат одземени документите. Според последните податоци, околу 9259 бегалци се заглавени на грчките острови Лесбос, Хиос и Самос. Вториот најдобар тим во домашното првенство Карпош Соколи вчера беше преслаб за мотивираните играчи на Фени Индустри. Вардар и Шкендија одиграа победничка серија. Кливленд го декласираше Лос Анџелес Клиперс на гости, остварувајќи ја својата 47-ма победа сезонава. Вториот најдобар тим во домашното првенство Карпош Соколи вчера беше преслаб за мотивираните играчи на Фени Индустри. Кошаркарите на Фени покажаа карактер и ментална цврстина, па по несреќниот пораз од МЗТ Скопје се вратија во голем стил и со доминантна игра успеаа да го совладат второпласираниот тим на Карпош Соколи со резултат од 88:76. Победата на тимот од Кавадарци е повеќе од заслужена со оглед на прикажаното на теренот и иницијативата која домаќинот ја имаше во најголемиот дел од средбата. Избраниците на Малинков клучниот исчекор кон триумфот го направија на почетокот од последниот период, кога со цврста одбрана и 6 поени во низа дојдоа до огромни плюс 15, кои се покажаа како недостижни за гостите од скопската населба Карпош. Кирил Николовски беше локомотивата во домашниот состав, а неговиот пример одлично го следеа Владимир Ивелја, Миладин Пековиќ и Карло Враговиќ, кои се покажаа како творци на големиот успех. Со овој триумф тие му го нанесоа петиот пораз на Соколите. Задоволен сум што тимот успеа брзо да се врати по исцрпувачкиот дуел со МЗТ Скопје. Одигравме одличен надпревар и победивме одлична екипа, рече предводникот на Фени Љупчо Малинков. Николовски со 23 поени и 16 скока беше творец на победата на Кавадарчани. Ивелја постигна 16 поени, додека Пековиќ постигна 20, а Враговиќ 15 поени со 7 скока и 8 асистенции. Марко Болтиќ со 21 поен, 7 скока и 7 асистенции беше најдобар кај Карпош Соколи. Во наредното коло, кое на програмата е следниот викенд, Фени го очекува навидум лесна задача против предпоследно пласираниот тим на Струмица. Вардар и Шкендија одиграа победничка серија. Двата конкуренти за титулата продолжија со 4 триумфа во низа од оваа пролетна полусезона. По триумфите на двата црвено-црни табори против најслабите екипи во првата лига, Младост Царев Двор, односно Металург во 22-то коло во фудбалската елита. И Вардар и Шкендија вчера не се помачија премногу и се радуваа со убедливи и лесни победи. Шкендија преку Маријан Радески во 12-та минута ја најави победата кај Металург со 3:0, додека Драган Керан од пенал погоди за Вардар да поведе во Охрид кај Младост Царев Двор за триумф потоа од 3:0.
Зимските заселувања на Штипска брегалница, Наумов и Велинов во второто полувреме два пати ја погодија мрежата на Хоризонт Турново за да му донесат голема победа на својот тим во трката за последното место во плејофот. Брегалница со победата со 2:0 сега е шесто пласирана со бод повеќе од Ренова, а два од турновци во оваа изедначена битка за избегнување на плејаутот. Голот на Филип Петковски во 47-та минута му донесе голема победа на Шкопи над Силекс во дербито за третото место. Со 114-90, Кливленд го декласираше Лос Анджелес Клиперс на гости, остварувајќи ја и својата 47 победа сезонава. Кошаркарите на Кливленд постигнаа 18 тројки од 37 обиди и во потполност го надскокаа противникот 49-34. Најдобар беше Леброн Джеймс со 27 поени, 6 скока и 5 асистенции, а Ирвинг и Смит постигнаа по 17 поени. За Клиперси, Редик постигна 19 поени, Крис Пол запиша 17 поени, додека Джордан имаше 11 поени и 11 скока. Нов трипл-дабл запиша Јанис Андетокумба со 28 поени, 14 асистенции и 11 скока, стигна до четвртиот трипл-дабл во последните 11 надпревари, носејќи победа на Милвоки над Бруклин од 109-100. Шпанецот Хозе Калдерон пак со звукот на сирената постигна тројка за победа на Њу Јорк над Лос Анджелес Лейкерс од 90-87. Дебитантот Бјорн Фратанчело не беше лесен противник за Новак Џоковиќ. Српскиот тенисер не беше при себе во почетниот сет во кој губеше дури и со 4:0, но потоа ја врати својата предпазлива форма. Рафаел Надал исто така загуби сет против Жил Милер, додека пласман во следната рунда обезбедија и Џон Иснер, Фернандо Вердаско, Жил Симон, Кеј Нишикори, Жофилд Цонга и Фелисијано Лопес. Кај дамите, Серена Вилијам славеше против Јулија Пуницева со 6:0. Петра Квитова со 2:1 ја совлада Ларсон од Шведска. Агњешка Радванска исто така се пласираше во следната рунда по триумфот против Никулеску, понатаму одат и Јелена Јанковиќ и Симона Халеп. Денеска имавме претежно облачно време со локални врнежи од дожд, ветровито и студено. Максималната температура во интервал од 3 до 12 степени. Еве ги деталите. Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно!